Па вака, она што беше најпрво направено од страна на нашите партнери, општина Струмица и општина Петрич, беше поставување на соларни панели, на фотоволтаични панели на две училишта, основни училишта, со цел да се зголеми енергетската ефикасност. Што би значило тоа? Потребно е најмалку една година да помине за да се сумираат резултатите, што се уште ја немаме, меѓутоа по сите проценти анализи претходно правени со студијата е покажано дека најмалку 40% ќе бидат направени заштеди на електричната енергија со тоа што ќе се намалат трошоците на двете општински училишта. Тоа е едниот дел. Што се однесува до другиот дел беше работа со самите училишта, со наставниците и со учениците. Што беше она што беше направено, значи беше подготвен прирачник во основните училишта за самите наставници со цел едукација и подигање на јавната свест, значи од мали нозе кај самите ученици во делот на еколошка заштита и енергетска ефикасност, како и за користење на обновливи видови на енергија. Она што првично се направи беше како пример со двете основни училишта, Антон Попов и училиштето Санта Марија. Дека на овој фестивал може да се видат резултатите во туниците што се прават. Направихте конкретни истражувања, колкава е свеста за имаме од еден до друг вид. Дали имате идеја за конечно решение? Дополнителна едукација. Па вака, кај нас во нашата земја се уште е многу мала свеста за искористување на обновливи видови на енергија. Центарот започна да работи, значи со овој проект беше на прво почетни чекори во овој дел. Меѓутоа не застана тука, сигурно веќе знаете, центарот веќе работи на студија за искористување на потенцијалите за обновливи видови на енергија во Југоисточниот регион и комплетна кампања за подигање на јавната свест. Покрај овој проект што се офатени учениците, кај другата кампања е офатено комплетното население од 172.000 жители во нашиот регион со цел подигнување на јавната свест и воведување на овие извори на енергија обновливи во секој еден дом, во сите институции, јавни институции, меѓутоа и во приватниот сектор. Со реализацијата на овој проект Санто Масев доби повеќе бенефити. Јас ќе ги поделам во два дела и за првиот дел ќе кажам дека добивме конечно реконструкција на покривот на училиштето со страни азбестите плочи што датира некаде од 1951 година. После реконструкцијата на покривот бе поставени фотоволтаични панели, поставени контролни табли во училиштето, понатаму сменети се сите стари неонски светилки со лед светилки, со што осветлувањето стана значително подобро и поефикасно. Исто така, како од тој аспект, како училиште, остваривме и контакт со друго основно училиште од соседна Република Бугарија, така да наставниците имаа прилика да се дружат и децата исто така да се дружат. Особено ќе истакнам во делот на воспитно-образовната дејност, затоа што конечно тоа е и цел на нашето училиште. Наставниците се едуцира 5 наставника од нашето училиште од природни науки, така да финална изработка беше води за наставници, што е навистина одлична алатка, веќе е поделена во сите училишта и се надевам во следниот период ќе биде доставена и до Министерството за образование и наука, што исто така ќе придонесе со директно подобрување на знаењата на учениците од аспект на курикулумот или наставните програми. Понатаму добивме ова дружење денеска што се случува настан всушност представува за окружување на сето она што се случувало во изминатиот период, а директно за штедите во буџетот што ги овозможува овој проект го следиме, значи процесот уште е рано да излеземе со показатели, меѓутоа факт е дека имаме директно намалување на сметките на електрична енергија во текот на летото, од причина што се почна да се пушти во употреба некаде ноември месец системот и со обзир на тоа што времево уште имаме те сончевите убави периоди, така да на крајот бенефитите ќе можеме да ги броиме. Исто така би сакала за крај, доколку ми дозволите се разбира, во понеделник е денот на нашето училиште, ден на нашиот патрон Санто Масев,
да си го честитаме сите заедно, овде присутни ученици и наставници, и да посакаме навистина лично аз како директор на училиште од се срце ова училиште да оди напред и напред кон европска перспектива. Ви благодарам.